Опа! Со дедо, што прави? Одам на гасеницата. Во свободно време пак да одам на гасеницата, пошто е убаво. Кој ти е омилен филм? Големи. Кој ти е омилен јутјубер? Джипи. А Джипи е снимач. Која ти е омилена компјутерска игра? Ја знаеш она Кристина This is my house? Тоа е училиштето на Свиндина. Имам најдобар пријател, ти кажав, Стефан. Што би сакала да работиш? У Firefighter и вако и полиција, и сестра, и дотокар, и све. Што правиш кога ќе станеш? Сега се онова за да бидам многу свежа. И потоа си учкам парентичка. Кога е дедо тука, ми е стварна жива, кога е дедо радосен и јас сум радосна. Ви благодариме за интересот што го покажавте да бидете денеска наши гости во Центарот за асистивна технологија Отворете ги прозорците. Конкретно со корисникот Мелани работам 3 години, започнувајќи онлайн во период кога беше пандемијата со COVID-19. Меѓутоа Мелани е корисник во Центарот од 2015 година, каде што најнапред започнува со колешка специјален едукатор. Меѓутоа, како што споменав, ние две започнува нашето дружење во 2020 година, каде што се дружиме онлайн преку платформата онлайн сервисна служба. Во договор со мајката најнапред направивме една онлайн процена за оние потреби и секако можности на корисникот за да се работи во следниот период и да се даде поддршка од логопед во престојниот период. Во текот на изминатите 2,5-3 години, откако започнавме да се дружиме со Мелани, започнавме да работиме во делот на подобрување на комуникацијата, подобрување на артикулацијата на одредени гласови кои што се забележуваат како неправилни во артикулирањето и секако збогатување на фондот, односно да имаме една поправилна и послободна комуникација со врсниците, која што сметам дека ни е од голема важност и секако за социјалниот момент и исто така работиме во делот на подобрување на училишните вештини, односно препознавање, именување на буквите, препознавање на бројките, понатаму читање на едноставни слогови, па се до сложени зборови и поголеми реченици. Како што напоменав, Мелани е корисник од 2015 година во Центарот за асистивна технологија Отворете ги прозорците и во тој период, кога е направена процената од страна на колешките специјални едукатори, се забележаа потешкоти во делот на когнитивните процени, потешкоти во делот на насочувањето на вниманието кон одредени активности, понатаму потешкоти во моториката, во моторната координација, меѓутоа со едно континуирано работење, секако индивидуалниот пристап во работата со Мелани се е тоа подобрено и секако морам да споменам благодарение на асистивните уреди кои што се користени во континуираната работа со Мелани. Тоа ни е тракболот, шарената тастатура која што во моментот ја користиме и секако екранот на допир. Нашата работа навистина е голем предизвик, независно за кој тип на потешкотија станува збор, независно за кое дете станува збор. Меѓутоа конкретно во работата со Мелани како еден најголем предизвик ни беше да покажеме, односно не за да ја покажеме, да ја докажеме дека таа навистина уме, дека навистина таа има голем потенцијал кој што ние како тимот специјални едукатори, логопеди треба да го искористиме за да имаме едно поквалитетно живење и да биде едноставно самостојна личност и секако да биде успешна во секакви сфери во животот. Благодарам.
Мелани заврши 6-то оделение и во паралелката е од прво оделение и цело ова време е активен член на таа заедница. Во оделението постои другарство што го негуваме и развиваме и Мелани е дел од тој процес исто како и сите други деца. Со учениците комуницираат, разговараат, споделуваат работни материјали, се шегуваат, разменуваат информации во однос на разонода, хоби, така да се во една постојана дружба. Таа е прифатена и сакана од страна на учениците. Во работните активности за време на часот Мелани со радост се вклучува. Таа одговара на прашања, поставува прашања, зема учество во дискусии, кажува нејзино мислење, споделува нејзини лични искуства во однос на дадена тема. А во однос на работните задачи можам да издвојам дека со особено задоволство ги решава интерактивните квизови. Мелани е дружелюбива, комуникативна и ведра личност. Таа исто така е трудолюбива. Со ентузијазам ги прифаќа и ги извршува зададените задачи и често пати знае и нешто плюс да додаде на одредена тема, доколку е тоа тема од полето на незиниот интерес. Мене ми е задоволство што Мелани е моја ученичка. Таа е особено талентирана за јазици. Покрај англиски изучува и германски јазик. Англискиот јазик го разбира без проблем и флуентно го зборува. А во работните задачи секогаш внесува креативно. Гледајќи ги тие резултати кај Мелани, и мојата мотивација е поголема и резултатите што ги постигнуваме се се повисоки. Кој победи? Ја. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.